Минатата недела беше недела на дерби утакмици. Од 5 дербија кажав мислење за 4 надпревари и 4 ги погодив кои ќе тебе. Барса Реал, ПСВ Ајакс, Юнайтед Сити и Интер Рома. Уште да пишев тикет и се од кафана ќе снимав. Добро, било што било, да видиме што не чека викендов. Ништо. Само едно големо дерби, Борусија Дортмунд Бајер Мюнхен и по некај така интересен надпревар. Ньюкасл Арсенал, Аталанта Интер и Фиорентина Јувентус. И уште едно дерби. Шкупи Вардар. Јас сум Јовица Симоновски TJ, а вие добре дојавте во уште едно YouTube шоу на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Одиме јако со едно од најголемите фудбалски дербија во Германија. Борусија Дортмунд Бајер Мюнхен. Долани муаветот беше кој тепа ќе биде шампион. Сега не е баш така. Тука е Леверкузен за кој зборам уште од првото коло. Газат сезонава. Во близина се и Дортмунд и Бајер Мюнхен на табелата. Двете екипи немаат пораз, имаат дајано по 1.000.000 голови до сега сезонава и се во топ форма. Уствари не баш. Бајер Мюнхен неделава го доживеа најголемиот срам во последните неколку години. Испадна од купото тртелигашот Сарбрукен со гол во 96-та минута. Сарбрукен, не. Значи сега одат во Дортмунд во најнезгоден момент за нив. Мора да се вадат на теренот каде што секогаш играат тешко. Не знам кој ќе тепа, ама знам едно, ќе има голови. Видете ги последните меѓусебни надпревари. Голови, 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 колку сакаш. Така ќе биде сега. Доста со Германија. Одиме во Англија, каде што Ньюкасл е домаќин на Арсенал. И во Англија се играше купи. Тоа што му се деси на Бајер Мюнхен, му се деси и на Арсенал. Добро, не испадна од третолигаш, испадна од Вест Хем, што сега не е срамота. На Ньюкасл го тепаше Манчестер Юнайтед на гости со 3-0. Па видете сега вие. Значи, што можеме да очекуваме сега? Не знаме, некако Ньюкасл сезона ми може да го тепа Сити, а да изгуби од Вулфс. Но секогаш игра добро со фаворити. Сезона ги тепаше Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Сити. Ако падне Арсенал, што ако падне Арсенал? Ќе биде интересно, но мислам дека Арсенал е поблиско до победа. Ньюкасл ќе биде без Барнс, Ботман, Исак, Тонали, секако. Така да, ова ќе биде добра шанса за Арсенал да се врати на победите. Ајде со Италија малку. Серија А. Аталанта Интер. Значи не дека е некој голем надпревар, ама кога нема ништо поинтересно, тогаш и ова е интересно. Добро, за мене секогаш кога игри Интер е интересно. Игра четврти со првиот тим на табелата. Не може да не е интересно. Аталанта сезонава на домашен терен од 4 надпревари, нема пораз и нема примено гол. Така да ќе му биде тешко на Интер. Интересно е тоа што после овој надпревар двете екипи играат со австријски тимови. Интер против Салцбург во Лигата на шампиони, Аталанта против Штурм во Лигата на Европа. И мислам дека Интер ќе тепа. Остануваме во Италија, ама во недела. Фиорентина Јувентус. Дечки, немаве друго интересно, тоа е тоа. Тако викенд е некако, што знам. Не, дерби ама ќе биде интересно, ќе има неизвестност, тоа ви гарантирам. Фиорентина има 2 порази поред и падна на табелата. Па сега има 6 бола помалку од Јувентус кој е на второто место. Предноста на Јуве сезонова е што игра само Серија А. И до сега тој им одговара, ако ќе се згусна распоредот уште повеќе, тој ќе им одговара уште повеќе. Сега прашање е дали Фиорентина ќе ја прекине серијата од 2 порази поред во Серија А. Јас мислам да. И тоа е тоа за ова видео. Уште еден интересен дерби надпревар во македонскиот фудбалски шампионат. Најголемото дерби во Македонија, можеби најголемо, едно од најголемите, Шкупи Вардар. Ќе биде интересно. Дечки, тука се одјавам. Subscribe, клик на звончето, лайк, коментар и така натаму. Дајте предлози за наредна недела што можеме да правиме и следете го BMG Network. Веќе почна ново шоу Urban Explorer со Лепа. Се надам дека ви се допадне првата епизода. А ќе има и нови интересни работи на BMG Network. Чао!